Добар ден и добре дојдете на македонскиот канал Нов Асном. Денес имам голема чест и привилегија да бидам гостин кај владиката Тимотеј, кој е член на Синодот и портпарол на Македонската православна црква. Дедо владика, што представува томосот на Српската православна црква даден на Македонската православна црква Охридска архиепископија? Македонската православна црква го очекуваше овој акт или томос, како го нарекуваме, 55 години. Со тој акт или со томосот, всушност Српската православна црква не призна за автокефална Македонска православна црква во лицето на односно возобновената Охридска архиепископија. Ние знаеме дека овој акт сам по себе нема да биде полно важеќи за сите православни цркви, но за најголем дел од православните цркви ќе биде важеќи, а со тој томос фактички Српската православна црква ги извести сите помесни автокефални цркви дека МФЦ и СПЦ најдоа јазик да се разберат и дека е таа признаена од она црква која што се издвоила во случајот. Сега нема да навлегуваме која е постара, која е мајка, која е сестра, која е ќерка и така натаму, но реалноста ние сме добиле ерархија, фактички висок клир, односно архиереи или владици од Српска православна црква и затоа ние и претходно додека сме разговарале со било која друга православна црква, сите не упатувале, најдете јазик со Српска православна црква, со нас нема да имате никаков проблем. Ние најдовме сега јазик, Српска православна црква ги извести сите православни цркви, почнувајќи од Цариград по редот канонски како што е. И сега очекуваме, некои православни цркви не призна за автокефални, некои не призна само за сослужување, односно во евхаристичко единство со останатиот православен свет. Некои се уште молчат, од кои причини, тоа е нивен проблем, не е наш. Дали томосот содржи некои условувања во однос или лимитации во однос на Македонската православна црква Охридска архиепископија? Нема никакви ограничувања, никакви забелешки. Напротив, во самиот томос се вели дека препорачуваат со елинофонските, односно со грчкиот блок на православни цркви, да најдеме јазик како ќе не нарекуваат. Ние сме свесни дека грчките православни цркви, 6-7 колку се, тие тешко ќе се согласат дека ќе не нарекуваат Македонска православна црква, но ние затоа имаме двојно име, имаме Охридска архиепископија, повлака Македонска православна црква, така да и едното и другото е достоинствено за нас, затоа што Охридска архиепископија ни дава една долга историја со 10 века, додека Македонска православна црква е нешто од понов карактер. Меѓутоа тоа не значи дека ние го се откажуваме од Македонска православна црква, туку напротив, даваме можност да ги задоволиме и тие апетити на грчкиот блок. На цркви. Да, на црквата се разбира. Да. Исто така, како што кажавте, има, значи, од другата страна на грчкиот блок на цркви, на 9 мај 2022 година имавме објава. Да. Прифаќање во евхаристичко единство со останатиот православен свет. И најголем дел од грчките елинофонски цркви, така наречени, тоа го прифатија како легално и легитимно. Да. Со мал исклучок, мислам дека уште ако не се лажам, албанската православна црква се нема изјасни тоа. И не знам уште некој дали има. Ерусалимската мислам дека нема јавно официјално соопштение, меѓутоа таа веќе сослужува со наши архиереи. Да. Сега се има во јавноста дилема, циркулираат информации за доделување или барање за доделување на томос од Цариград. Да, јасно ми е, аз мислам тоа е дилема не само за во јавност, тоа е дилема и кај одредени православни цркви, затоа што постои во православниот свет на поделба или на кавга, ако сакате,
најточен термин, помеѓу Руската православна црква и Цариградската патриаршија, кој дава и кој е поголем. Ние сме мали тука за да зазимаме страна, ние сакаме да бидеме со сите. И со Цариград, меѓутоа ништо помалку со Руска православна црква, затоа што тоа е најголема православна црква по бројност и по моќност, ако сакате. Колку сите православни заедно што прават народ, толку самата Руска православна црква поседува, мислам, во народ. Но ние не би сакале да бидеме црква преку кого треба да се пресметуват две големи цркви. Цариград, кога велиме, Цариград сам по себе нема некоја голема паста во Турција или во Цариград, меѓутоа има своја миграција, има други православни цркви кои се грчки јазични подрачја, кои што апсолутно го поддржуваат Цариград и така да, оно што ќе каже Цариград, тоа поддржуваат сите гркофонските православни цркви. Но ние сме мали за да земаме страна било кон едните, било кон другите, туку сакаме да бидеме во единство со сите православни цркви. Колку ќе успееме, тоа ќе видиме. За сега не може да тврдиме дека сме успешни, меѓутоа веруваме дека ќе најдеме јазик. А Цариград кој ќе даде признавање на автокефалност, на предпоставуваме и очекуваме дека ќе не признае под Охридска архиепископија, тогаш ќе не признат сите. И тие што се двумат во овој момент, плашејќи се да не заземат страна, било руска, било грчка, тогаш ќе биде и на нив многу поедноставно и полесно. Дали би било прифатливо од страната на Македонската православна црква Охридска архиепископија да биде прифатена и признаета со томос од Цариград, каде што ќе го содржи името Охридска архиепископија без името Македонска православна црква? Видите, ние не можеме да наметнеме на грчкиот блок да не нарекуваат вака или онака. Но ние се нарекуваме како се нарекуваме. Македонска православна црква, тире Охридска архиепископија, што подразбира еднакво. Тоа е со други зборови двојно име. А тие дали ќе не викат вака или онака, тоа е нивно право во крај случај. Апсолутно дека е нивно право и не можеме, како што Со сила. кажавте вие, тоа е сосема легитимно да им наметнуваме или да можеме да им наметнеме. Не се работи за наметнување, него повеќе се прашањето е дали има условување од Цариград за да се додели томосот од нивна страна, треба да се промени уставот на Македонската православна црква и да се избрише името Македонски. Не, такво нешто нема. Барем јас не знам за такво нешто, а верувам дека и нема кој знае, затоа што сум учествувал во многу разговори со едните и со другите, такви барања никогаш не биле поставувани. И нема да, и ако бидат поставени, нема да бидат прифатени од наша страна. Драго ми е дека така се изјаснувате, ме прави горд. Какво е вашето мислење во однос на третата точка од изјавата на Цариградската патриаршија на 9 мај 2022 година, каде што мислам дека третата реченица кажува дека Македонската православна црква се откажува од името Македонски. Тоа е јавна изјава и тука во тој дел има многу стравување околу името наше. Видите, Цариград може да каже што го сака. Но ние како синод, а јас сум член на и во широк состав на синод, и во тесен состав на синод, мислам член, така ги знам, како би кажал, од вистинските извори, што би се кажало, никогаш синодот на МПЦ не се откажал, ниту пак ќе се откаже од употреба на Македонска православна црква или било какви други извадбуци од македониско. А Цариград и други, како што рекавме, елинофонски цркви, тие може да си кажуваат што го сакат. Може тоа им е желба, тоа им е право нивно, меѓутоа никогаш ние не сме тоа. И вчера имавме едно соопштение во кое што синодот кажа дека никогаш ниту сме се откажали, ниту пак имаме намер да се откажеме од име Македонска православна црква. Така да, а тоа е изјава или за нивни потреби.
ги смират нивните слушатели, нивните подржувачи и така натаму. Во политиката, знаете, секој се употребуваат и дозволени и недозволени игри. Иако тоа во крајен случај не е коректно, не е честно, меѓутоа во политиката знаете дека многу работи не се честни. Да, значи условување од страна на Цариград во однос на за прифаќање или бришање на името македонски немате добиено. Ние тако нешто немаме добиено, а ако добиеме нема да го прифатиме. Одлично. Тоа е многу добра вест и драго ми е уште дека таков е ставот на синодот. Па тоа е став. Сега во овој момент јас зборувам лични ставови, кажувам, мислам, не е ова став на синот, меѓутоа не е далеко и од ставот на синот, затоа што вчера имавме соопштение во кое што горе-долу Одлично. ова се потврди. се потврдува. Јас имав можност да зборам со господинот Александар Раковиќ од Националниот институт за Јапонова историја на Србија. Он во своето искажување даде мислење, изјава дека ако би се прифател томосот од Цариград, поред тоа што ќе се избрише додавката македонски, еден од условите би бил да се прифатат одредени манастири како што е Бигорскиот, да има двојна юрисдикција на територијата на нашата држава Република Македонија, едната да биде под Македонска православна црква, а другата да биде под Цариградската патријаршија. Дали имате таква информација? Не, така, мислам, тоа е спекулација на господинот што го спомнал. Тој едно време беше директор за верски прашања во Србија, меѓутоа колку што јас имам информација не слови многу сјајно, барем во круговите на црквата. Така да тоа се негови предпоставки повеќе. Одлично. И кога сме веќе кај Бигорскиот манастир, имавте сослужување заедно со митрополитот Кирил и јас ги следев јавните извештаи што Бигорскиот манастир ги даваше на сите нас и една нотификација што приметив е некористењето на владиката Партени и името Македонска православна црква кога го пречека митрополитот од Цариград. И се беше користено само Охридска архиепископија и не никаде во неговата изјава дадена на 18 февруари не се употреби народот македонски, него нашиот народ, за разлика од вас, кој вие тоа го потребувате, полното име вие го кажавте и на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Различни луѓе, различни фантазии имат. Да. Тоа е во секој случај не дека тој е помалку македонец или помалку се застапува Партенија за Македонска православна црква, но најверојатно прави некоја политика да му биде попријатно на гостинот, да не го иритират. Тоа е една политичка, како да кажам, игра. Јас така го толкувам. Јас немам потреба за такви игри да правам, јас знам за што сум и на што сум, мислам. Така да ако... Да, вашата изјава беше апсолутно чиста. Апсолутно. Македонска православна, мене ми е подеднакво важно колку Македонска православна црква, толку Охридска архиепископија. Но јас никош нема да се откажам од едното или од другото. Да. Ова го зборам за тоа што на божичниот концерт на Македонската радиотелевизија истата не го ослови нашиот блажен да, како македонски, него го ослови како Охридски архиепископ. Што нормално најдена една негативна реакција од господин Стефан, имавме изјава. Меѓутоа сега, во овој случај,
владика на Македонската православна црква исто тоа не го прави, а он е член на Македонската православна црква. Ние сме посебно сензибилни на нашето име и тука се поставува прашање дали има тука двојни стандарди или така натаму. Има двојни стандарди. Тој е викарен архиери, не учествува во синодот, не учествува во одлуки, тој е слободен стрелец, како да кажем, во свој манастир. И во секој случај не му служи тоа многу за афирмација или за чест. Меѓутоа, не можеме ние везден да одиме по некој како ќе се изјасни, како ќе се кажува и така натаму. Но ова јас што го кажувам или синодот што кажува, тоа е став на црква, тоа е став на политиката, тоа е став на официјален курс на Македонска православна црква. Охридска архиепископија. Охридска архиепископија или Македонска православна црква иквал, еднакво. Нема никакво, ниту повеќе, ниту помалку. Да. Кога се однесува, имавме се и признавање во однос на Чешката православна црква и Романската православна црква. Значи, вие сте од состав дека кој нас да не прифати, вие ќе го прифатите таквото признавање. Во овој момент сите православни цркви играат една политика. Да не се замерат со Цариград, но да не се замерат ни со Русија. И затоа употребуваат најразлични формулации да избалансират. Видите, ако земете да речем Бугарската православна црква не признана како трета после Русија, тие ако кажат признаат Охридска архиепископија, ќе се замерат со своите жители. Бугарите има еден добар дел во бугарската јавност кој што мисли дека Охридска архиепископија е нивна, не е македонска. Ако употребат име Македонска православна црква, ќе замерат со Цариград. И сега ти измислија православна црква во Северна Македонија. Такво е соопштението на Бугарската православна црква. Тоа е политика веќе, не е некоја догма. Така да чесите исто нешто во тој дури по-нејасно. По-нејасно, чесите не чеси, кажа... Таму нема чесите, словаци се повеќе. Така се вика црквата. Нивната изјава воопшто не се споменува името на црквата. Ниту едно, ниту друго. И остава вака збунетост. Дали во вашите комуникации, ако имате такво познавање, како они ви ословуваат во интерната комуникација? Македонска православна црква. Немат никакви проблеми. А како е со, например, Романската? Исто има објава, они нешто пред? Тие не признаат и како Македонска православна и Охридска архиепископија, па потоа праве некој дообјаснување. Но во секој случај тие предлагат на Цариград да не признае. Значи прават еден чекор не само србите што пратија писмо, туку и романците велат на Цариград, сега вие сте на потек што треба да ја признаете оваа црква. Повикувајќи се на договори уште 2011-12 година во Шамбези, кога се разговара за како се процесот за добивање на автокефалност, и тогаш заседава или преседава на таа комисија со представници на сите православни цркви кои се признати како автокефални. Начинот кој треба да ги исполни една православна црква за да добие автокефалност. И таму има 10 точки подлечени. И кој дава автокефалност? Значи, прво треба да даде мајка црква, од која што се одделува еден дел, да даде согласност или томос или писмо, како го сака да рече го, и да ги извести сите останати православни цркви, а потоа Цариград и мајка црква, или патриархот од која се дели еден дел од црква, да го потпишат томосот. Но тој собор, што го одржал 19 година во Крит, не го стави на дневен ред
Бартоломеј. Вартоломеј не го Да. постави тоа на дневен ред. Русите затоа и не отидоа на Крит. Русите инсистира тоа да го верификува еден сеопшт православен собор, како што беше во Крит. Но таму не отидоа бугарите, не отидоа русите, не отидоа антиохијците и мислам грузици дека не отидоа, 4 цркви не отидоа на тој собор. И затоа тој собор и нема некоја општо обврзувачка карактер за сите православни цркви. А русите инсистирале да се стави пред да започне собор, да заседават еден ден, два или три, колку ќе има потреба, да се усогласат околу давање на автокефалност. Цариград не го прифаќа тоа и русите рекоа, тогаш ние не одиме. Тоа е, ако тие веќе не го поставуваат, значи природно останува на важност оној што е договорено во Шамбези. А во Шамбези е договорено ова што го прави сега Србија. Така да Мајката Керка да ја даде автокефалност. На својата на еден свој дел кој ќе се одвои од неа. И сега Цариград се обидува тоа да го игнорира. Демек он вели, јас сум од секогаш давал и само јас сум тој што давам. Ние велиме, разберете се со србите, немаме ние ништо против, дајте ми. Разбирате? Да. Така да, јас кажав пред некој ден, понеделник, го чекаме патриархот да ни донесе Томас во Охрид. Немам ништо против. Што ни дава да србите на кандидати тие, немам ништо против нив. Но ние нема да... Не секако пак Томас. Ако нешто сака да зима, што не му е негово, нека извини, кој сака, нека нема да... Не отстапуваме од оно што е наше. Драго ми е што викате така. Затоа што има уште еден дел од Цариградската објава, а тоа дека они би имале юрисдикција на епархиите надвор од диаспората, да. Тоа ми е добра желба, но и јас може имам желби многу високи, ама дали се тоа реални? Ние ќе му остапиме нашата диаспора кога ќе ги земе сите од останатите православни цркви диаспорите, тогаш нека ја земе македонската, ама мислам дека тоа е повеќе утопија од реалност. Од реалност, да. Значи, во православниот свет немаме унифицирачко мислење и процес како се доспева до Томос, освен сегашниот сега што е, каде што мајката црква и дава. Да, а надвор од тоа немаме унифицирачки став на православните цркви. Па унифициран став е за оно зашто пред малку зборов во Шамбези кога се договарат. Значи на таа конференција, на тие конференции, тие подолго време се договарат околу тие подготовка за овој собор во Крит што се одржа. Многу години тоа не се собрале во еден ден и сега се договорили, не се договорили. Процес долги години тоа. Меѓутоа на крај не се договорија кој да подпише. Целата проблематика е кој да биде прв. Значи суета човечка. Меѓутоа сега јас не сум учествувал, не би можел да детали да зборувам, иако нешто сум читал и така натаму, бидејќи тоа е публикувани се тие и јавни се, достапни. Достапни се, не се тоа, не е нешто задкулисно би рекол. Туку е публикувано во книги, мислам, го има на руски, го има на англиски, го има на грчки. Да. Дедо Владика, благодарам многу за вашето време. Драго ми е дека најдовте време за нас да го направиме овој разговор. Ви пожелувам добро здравје, долговечност и да истрпите во вашите ставови и да ги промовирате истите. Ви благодарам и на вас и посакувам секој добро и на вас. Благодарам. И на ваши слушатели, гледачи, не знам, Секој секој ве следи. Да. Благодарам што не следевте на нашиот канал Нов Асном. Ви поздравувам и ви пожелувам се најдобро.